Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Нашето учење, напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад во 1902 година. कादिया दारुल्लमा ऊंचा रहे तेरा निशा कादिया दारुल्लमा ऊंचा रहे तेरा निशा. Возвишената положба на честниот Куран. Слушнав дека некои меѓу вас не веруваат потполно во хадисот. Ако е тоа така, тогаш тие луѓе се во голема заблуда. Јас никогаш не ве поучував да правите така, туку мојата вера е ваква. Бог осигурал 3 начини кои се за ваше упатство. Првиот меѓу нив е честниот Куран. Вториот е сунетот, што значи совршен пример на Мухамед салалаху алейхи веселем, кој тој го покажал со својот труд. Например, тој го покажал начинот како да се извршува намаз, како да се пости и така натаму. Ова е сунетот. Значи тоа е трудот на Божиот пратеник салалаху алейхи веселем. Она што тој со својата работа го покажал се Божји зборови и тоа е сунетот. Третиот начин на упатството е хадисот, кој се наоѓа пониско од положбата на Куранот и сунетот. Повеќето од хадисите се искажани мислења, и ако за хадисот постои потпора во сунетот, тогаш тоа го потврдува тој хадис, тоест го прави сигурен. तेरा निशान तेरा हर एक पैगाम है मामूरे नूरे जिंदगी तेरी फिजाओं से बरसता है सुरूर. Кој го објаснува Божјото единство, неговата возвишеност и големина и одлучува за сите спорни прашања меѓу евреите и христијаните, како што е разликата и грешката дека Иса бил убиен на крстот и дека бил проколнат и дека неговата рафа, воздигнување, не било како воздигнувањето на останатите пратеници. Исто така во честниот Куран е забрането да се поклонувате на било што друго освен на Бога, ниту на човек, ниту на животно, ниту на сонцето или месечината, ниту на било која друга звезда, ниту на материјалните нешта, ниту на својот нефс, на своето јас. Затоа внимавајте, не преземајте ниту еден единствен чекор против Божјото учење и упатството во Куранот. Навистина ви кажувам, кој да ја отфрли и најмалата од 700-тините наредби, јасно изразени во честниот Куран, тој за себе ги затворил вратите на спасението. Вистинските и совршени патишта на спасението ги отворил честниот Куран. Сите други биле само негови сенки, затоа оваа честна книга треба да се проучува со најголемо внимание и најдобро и најдлабоко размислување. И сакајте ја со таква љубов, каква што сте немале за ништо друго, бидејќи на вистина, како што Бог мене ми пренел, секој вид на добро е во Куранот. И тоа е вистината. Несреќни се на вистина оние луѓе кои на другите нешта им даваат предност над него. Честниот Куран е почетниот извор за секој напредок и за вашиот успех. Дури и не постои ни една духовна потреба која не е најдена во честниот Куран. Тој ќе го потврди вашето верување на судниот ден или ќе сведочи против вас. А освен Куранот нема друга книга под небесната капа која може да ве упати. Ова навистина е голем Божји благослов кон вас, бидејќи Он ви ја дал книгата како што е Куранот. Јас навистина ви кажувам, ако книгата која вам ви беше читана, да им беше читана и на христијаните, тие немаше да бидат изгубени. И ако благодата и упатството кое вам ви беа дадени, да им беа дадени на евреите, наместо Тевратот, некои секти меѓу нив не би го одрекувале судниот ден. Затоа сватете ја вредноста на благословот кој ви е даден. Тоа е бесценет благослов и тоа е големо богатство. Да не бил честниот Куран, целиот свет би бил едно нечисто парче месо. Навистина тоа е книгата во споредба со која сите други упатства не вредат ништо. Рухул Кудус, Светиот Дух, кој го донел Инџил,
се појавил во ликот на гулаб, кој е многу нежна и слаба птица. Мачка може да го фати. Затоа христијаните секој ден паѓаат во бездната на слабоста. Кај нив нема духовност, бидејќи нивната вера зависи од овој гулаб. Но Рухул Кудус, светиот дух, кој го донел честниот Куран, се појавил во величествен лик, кој ја исполнил целата атмосфера од земјата до небото. बातिल पर इतने ठाठ से अब कोई छा सकता नहीं ये तू. Во честниот Куран е објаснета споредбата на оваа величественост. Честниот Куран може да го очисти човекот во текот на една недела, под услов во човекот да нема никаква бариера, ниту видлива, ниту скриена. Куранот може да ве направи слични на пратениците, под услов вие сами да не избегате од него. Која е таа книга освен Куранот која од својот почеток ги учи своите читатели на оваа дова, која дава надеж? Упати на правиот пат, на патот на оние на кои им ги подари своите благослови. И тоа значи покажи ни го патот на оние благодети кои им ги покаже на минатите луѓе, кои беа пратеници, праведници, сидик, шехиди, шухда и добри, салихин. Затоа, осилете се и не одбивајте ја поканата на Куранот. Тој сака да ви ги даде оние благодети кои им биле дадени на минатите луѓе. Зарем Бог не им подарил држава на синовите Израилови, Бани Израил и Баитул Магдас, кои до денес се под вашата управа? Оваа книга е напишана во 1902 година, кога овие земји биле под управа на муслиманите. Затоа, о мрзеливи, и вие со слаба вера и волја, дали вие мислите дека Аллах ве направил соодветни наследници на синовите Израилови, но Он вас не ве направил за нивните духовни заменици. Бог дури сака да ви подари повеќе своји благодети. Бог ви дал да ги наследите сите нивни духовни и материјални богатства и од кијаметскиот ден никој нема да биде ваш наследник. Бог нема да ви ги одземе благодетите на објавата. Он ќе ви ги надополни сите оние благодети кои некогаш им ги давал на првите. Но ако било кој на арогантен начин зборува лаги и тврди дека ја примил објавата од Бога, а всушност не ја примил ваквата објава, или тврди дека ја имал честа да разговара со Бога, видот наречен Мукаламах и Мукатабах, додека всушност не била дадена ваква чест, тогаш јас изјавувам и тврдам пред Бога и сите негови мелеки како сведоци дека ваквата личност ќе пропадне и ќе биде уништена поради лагата за својот Создател и затоа што го направил ова бесрмно дело на измама. Толкувајќи ја положбата на сунетот. Вториот начин за упатство кој ми е доделен на муслиманите е сунетот, тоест мерките кои ги усвоил честниот пратеник во поглед на толкувањето на честниот Куран и неговата конкретна примена. Например, гледајќи го само површно, изгледа дека во Куранот нема опис на рекатот во случај на 5 задолжителни дневни намази. Например, колку рекати за сабах, колку за другите намази и така натаму. Но сунетот на честниот пратеник сите овие нешта многу јасно ги покажал. Не бидете заведени дека сунетот и хадисот се една, тоест иста работа, бидејќи она што се нарекува хадис е собирано од 100 до 150 години покасно, додека сунетот постоел од самиот почеток паралелно со честниот Куран. После честниот Куран, сунетот ја направил најголемата услуга на муслиманите. Бог и неговиот пратеник беа должни две нешта, тоест Бог го пратил честниот Куран и ги пренел своите зборови за човештвото и со тоа им ја пренел својата волја. तेरा हर एक पैगाम है मामूरे नूरे जिंदगी तेरी फिजाओं से बरसता है सुरूर. Ова била должноста на Божиот закон,
а честниот пратеник салалаху алейхи веселем имал обврска практично да го покаже разбирањето на Божите зборови. Поради тоа тој во делото го преточил она што е соопштено во облик на зборови и така во стварноста со своите постапки и дела ги покажал она што било само збор, тоест со својот сунет решил многу проблеми. Не е згодно да се каже дека оваа должност е пренесена на хадисот, бидејќи исламот се втемелил на земјата пред хадисите да бидат соберени. Ехли хадисот ги смета постапките и делата на честниот пратеник салалаху алейхи веселем и неговите зборови дека двете се хадиси. Ние немаме никаква врска со овие нивни толкувања и воглавно сунетот, а посебно на Мухамед салалаху алейхи веселем лично сам ги покажал своите постапки, а хадисот е нешто друго што е собрано покасно. Зарем луѓето не ги извршувале своите намази и во времето кога хадисите се уште не биле собрани? Зарем не плаќале зекат и извршувале хач? Или зарем не знаеле за тоа што за нив било халал, дозволено, а што харам, забрането? Положбата на хадисите. Третиот начин на упатство е хадисот, бидејќи во него можат да се најдат потполни објаснувања на многуте работи, кои се однесуваат на историјата, моралот и правото, и големата корист на хадисот се наоѓа во фактот дека тој е слуга на Куранот и Суннетот. Некои луѓе, кои не му оддаваат почит на честниот Куран, на хадисот му ја препишуваат улогата на судија на Куранот, како што тоа го направија евреите во своите хадиси, традиција. Ние сметаме дека хадисот е слуга на Куранот и Сунетот. Дури и честа на газдата станува поголема ако тој има слуга. Честниот Куран е Божиот збор, додека Сунетот е работа на честниот пратеник, а хадис е помошниот сведок на Сунетот. Неузубилах, погрешно е да се каже дека хадисот е судија на честниот Куран. Ако воопшто постои судија над Куранот, тогаш тоа е самиот Куран. Хадисот кој изнесува мислење никако не може да биде судија на Куранот. Куранот и Сунетот веќе ја завршија целата вистинска работа, а хадисот е единствено помошен сведок. Како хадисот може да биде во положба на судија на честниот Куран? Честната книга и Сунетот биле упатство во времето, затоа никогаш не зборувајте дека хадисот е судија на честниот Куран. Зборувајте всушност дека хадисот е помошниот доказ за Куранот и Сунетот. Се разбира дека Сунетот несомнено ја кажува волјата на Куранот и го означува патот по кој честниот пратеник ги пратил своите другари. Сунетот не е име за она што било напишано во книгите 100 или 150 години подоцна. Тоа е хадисот. Сунетот, од друга страна, е практичен пример кој постоел од самиот почеток, сето време во практичните дела на добрите муслимани и нивниот број, по најскромните пресметки, преминува илјадници. Но ако во својот голем дел хадисот го пренесува мислењето, останува тоа дека треба да биде прифатен таму каде што не е против честниот Куран и Сунет, служејќи како подкрепа на честниот Куран и Сунетот со огромниот материјал за многуте исламски прашања. Да не се почитува хадисот би значило исто што и да се отсече голем дел од телото на исламот. Се разбира, ако хадисот е спротивен на честниот Куран и Сунетот и е спротивен на други хадиси кои е во согласност со честниот Куран или е во спротивност со Сахи Бухари, тој не треба да биде прифатен, бидејќи неговото прифаќање би подразбирало одбивање на честниот Куран и сите оние хадиси кои се во согласност со честната книга. Јас не знам дека ниту една честна личност нема да има храброст да поверува во ваквиот хадис кој е против честниот Куран и Суннетот. Во секој случај, оддадете му должна почит на хадисот и од него извлечете најголеми можни ползи, бидејќи тој доаѓа од честниот пратеник и доколку не е одбиен со Куранот и Сунетот,
Вие не треба да го одбивате. Треба да се држите до хадисот до толкова мера, да ниту едно ваше дело, ниту починката, ниту дострелот, ниту пропуштањето да завршите некоја работа, не битат без свој темел во хадисот. Ако е во прашање хадис, кој е во спротивност со она што било наведено во Куранот, треба да настојувате да го усогласите во толкувањето, бидејќи може би тоа била ваша грешка, но таму кај што ова не е можно, хадисот треба да биде отфрлен, бидејќи не може да се прифати дека доаѓа од честниот пратеник. Меѓутоа, ако наидете на слаб хадис, кој сепак е во согласност со честниот Куран, прифатете го, бидејќи Куранот го потврдил. ऊंचा रहे तेरा निशान ऐ कादिया दारुल अमा ऊंचा रहे तेरा निशान ऐ कादिया दारुल अमा ऊंचा रहे तेरा निशान. Денес го завршивме 5-тиот дел од книгата Нашето учење. Еселаму алейкум.